Добро дојдовте во 22-то издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот е серијал подкасти за женско предприемништво, кој е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание вие представуваме Елена Мишевска, локален координатор на Полошкиот плански регион. Таа вели дека за неа оваа функција е нов предизвик затоа што економската независност и развој на жената се во преден план. Елена, добро дојде во Тајната на успехот. Се надевам пријатно се чувствува во нашиот простор. Добро ве најдов. Чест и задоволство ми е што ме поканивте. Националната платформа за женско предприемништво не ве назначи за координатор на Полошко-планинскиот регион. Што опфаќа вашата функција и на што во првиот период ќе се насочите во однос? Така, именно моите задачи избране како локален координатор на женскиот хаб за женско предприемништво за Полошки регион ќе биде константно организирање на координативни состаноци, вклучувајќи и работилници со засегнатите страни. Она што би сакала да напоменам дека ние константно ќе преземаме разноврсни активности за мапирање и анализа на женското предприемништво за Полошки регион за се со една цел родова рамноправност, економско зајакнување на жените. Би сакала да поентирам дека активно ќе предлагам и ќе имплементирам мерки и активности за подобрување на состојбата за женското предприемништво во Полошки регион, заедно во соработка со локалните власти, ќе гледаме да изработиме стратешки документи за подобрување на состојбата, затоа што такви документи се уште на жалост не постојат. Во следниот период ќе се насочиме кон како што кажав, локални форуми, организација на вебинари, активности, работилници, одржување на целокупна и редовна комуникација со засегнатите страни, општините, ќе гледаме да добиеме поддршка од градоначалникот на општина Тетово, да соработуваме и да приклучиме што е можно повеќе граѓански организации кои што ќе се вклучат во целокупната оваа иницијатива. И дополнително, она што е многу интересно и за повикот што ќе биде објавен во најбрзо време, е повикот за локални амбасадорки. Во секој регион ќе се бира по еден амбасадор кој што ќе делуваат во насока на промоција на женското предприемништво и ќе поттикнуваат дополнително жени и девојки да се вклучат што е можно повеќе во платформата. Имате богато искуство во имплементација на различни проекти, односно распределба на финансиски средства за таквите проекти. Колку тоа искуство ќе биде основа за функцијата што треба да извршувате во наредниот период, локален координатор? Генерално, како што претходно напоменав, моето искуство е навистина долго. До сега имам имплементирано повеќе од 25 проекти. Имам искуство од 14 години активно во имплементација на проекти од меѓународни донатори, кои што се имплементираат како во граѓански сектор, така во невладен сектор, дури и во приватен сектор. И целокупното искуство од толку многу долги години, придонело да стекнам една локална мрежа и контакти кои што навистина се корисни, доволно да ги зајакна моите капацитети и сето тоа ќе биде голем придонес и позитивно, конструктивно знаење за имплементација успешна на овој проект. Исто така да имате искуство и во работењето, односно реализација на проекти што се надвор од границите на Македонија, особено Западен Балкан. Така. Тука би сакала да напоменам затоа што искуството на Западен Балкан заедно со регионалната канцеларија за младинска соработка РИКО беше навистина многу конструктивно, многу позитивно, меѓутоа и многу стресно. Западен Балкан е регион кој што мене навистина многу ме интересира и активно бе вклучена во имплементација на проекти поддржани од Меѓународен Балкан, како што се United Nation Peace Building Fund, Европска Унија и ГИС проекти. Она што би сакала да напоменам дека Западен Балкан е регион кој што навистина многу ме интересира, затоа што се со сите ние 6 држави на Западниот Балкан, Република Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина, сите сме наведу многу слични, меѓутоа многу различни. И
цело тоа искуство подразбираше многу чести патувања, многу меѓународни конференции, подршка на грантисти, затоа што бевме на некој начин фондација, константно организирање на capacity building trainings, обуки и сето тоа, значи, на некој начин беше многу големо искуство кое што во голема мера ги зајакна моите капацитети, затоа што мотото размислувај глобално, делувај локално, всушност беше водилка за истерување на едно такво меѓународно успешно искуство. Колку организациите на жени, во случајот е Националната платформа за женско предприемништво, помагаат на жените предприемачи околу нивното организирање, размена на искуства, совети? Так. Дали извршуваат функцијата за која се изформирани? Так, тука би сакала да напоменам, значи Националната платформа за женско предприемништво е создадена од еден 4-слоен пристап, и тоа Совет за женско предприемништво, оперативни групи кои што ги адресираат проблемите за женското предприемништво, хабови за женско предприемништво кои што ќе делуваат на локално ниво и граѓански организации кои што ќе се шират со текот на проектот и дополнително ќе не поддржуваат. Меѓутоа, тука би сакала да ви одговорам на прашањето и да посочам дека од женските организации, ромските организации и генерално од граѓанските организации кои што работат со женско предприемништво, ќе имаме навистина задоволителна поддршка, затоа што сите сме поборници всушност за зголемување на правата на жените, за родова рамноправност, за јакнење на улогата жените, затоа што во 21 век тоа е нешто што е навистина потребно. Во однос на до сега што сте го работеле и што ќе го работите во иднина, кај вас не е проблем околу тоа родова еднаквост, не верувам дека сте почувствували некои проблеми, некои одредени стереотипи околу улогата на жената во денешното општество. Так, искрено би сакала, жално е да се пожалам, до сега генерално не, затоа што од досегашното искуство и од голем број на имплементирани проекти, сметам дека тоа е на задоволително ниво, меѓутоа сепак на тоа поле треба навистина многу да се работи. Ве сметаме за успешна жена. Меѓутоа, колкав е данокот што треба да го плати за да дојдете на позициите кои сте сега и да го имате искуството што го имате? Так. Би сакала да напоменам дека за успешна кариера данокот кој што треба да се плати е навистина голем. Тука го посочувам ова затоа што на возраст од 18 до 22 години во текот на додипломските студии имав можност, значи, да учам 2 факултети паралелно. Значи, станува збор за едниот факултет јавна администрација, за другиот поддржан од шведска лидерство и младинска работа. После тоа веднаш продолжив со магистерските студии за дипломатија и меѓународна политика. Би посочила дека во најубавите години од 18 до 22 немав можност да уживам како секој тинејџер, да уживаш, да излегуваш со пријатели, да се дружиш, да пиеш кафе, затоа што целиот тој период од 4 години ми беше активно посветен да успеам во рок да ги завршам. Исполнете секоја минута со одредена активност. Да биде уште поинтересно како завршив со образованието, веднаш почнав со активна имплементација на проекти. Секогаш ми се погодуваше да работам по 2 до 3 проекти паралелно, што на некој начин е многу убаво, меѓутоа многу комплицирано и стресно, затоа што немаш слободно време, не можеш да си го организираш животот, ти константно се посочуваш исклучиво на професионален живот. Од една страна тоа е данок кој што го плаќаш, меѓутоа од друга страна, значи, успешна кариера и задоволство. Веројатно сигурно не сте го правеле тоа затоа што некој ве принудил, затоа што било тој избор, и дали погрешен бил изборот или не? Сметам дека не, затоа што секој што сака генерално си го прави тоа, целите ќе се постигнат, дали порано или подоцна, така да, генерално е така, се согласувам. Иако сте млада, имате големо искуство зад себе, со кои пречки сте се соочувале што сте ги сметале дека се или административни, бирократски или не знам какви, што ви пречеле во успешно извршување или не побрзо напредување во вашата кариера? Генерално, моето досегашно искуство, како што напоменав, било претежно со имплементација на меѓународни проекти, поддржани од меѓународни донатори, претежно тие се имплементираат од страна на невладиниот сектор. Значи, во граѓанскиот сектор е многу поразлично, затоа што не ви се потребни врски за да успеете, за да влезете, да имплементирате некој проект, што не е
Исто и во останатите сектори. Пречки секако дека имало во имплементација на проекти од меѓународни донатори, меѓутоа тоа не се пречки, туку предизвици кои што на многу лесен начин може да бидат надминати. Тука би го споменала искуството со Западен Балкан, затоа што станува збор за 6 различни држави, а една тематика. 6 различни ставови, 6 различни ставови мислење околу иста тематика, за која што мора да се најде заедничко решение. Меѓутоа, секако, кога си во добар тим, сите тие пречки успешно се надминуваат. Веројатно некојаш доаѓало до состојбена ситуација, некоја на безизгледност, односно така изгледало дека е безизгледна ситуација, потребна е поддршка. Кој би бил подкрепа вас за да успеете и за да го продолжите во таквите моменти? Да, баш оваа дискусија имавме малку предходно. Тука би сакала да посечам, имало моменти кога притисокот од работа, сериозниот стрес, прекувремени долги часови, преголем ангажман влијаеле на мојата самодоверба, на моето его. Имало моменти кога едноставно сум рекла и сум сакала да се откажам од се. Едноставно кочници да се откажам од се, меѓутоа тука би сакала да посечам дека фамилијата, вистински пријатели што ги имам околу себе секогаш ми биле подкрепа, поддршка да не се откажувам, затоа што успехот за сите на еден или на друг начин е навистина многу важен, меѓутоа патот кон успехот никогаш не смееме да се заборавиме себе си. Треба да имаме вистински луѓе, вистински пријатели покрај себе. И некогаш едно кафе, муабет со пријател, значи силна оддишка и поддршка и сила за да не се откажеме од имплементација на работи кои што навистина не интересираат. Дали додека сте се стремеле да ги остварите своји цели, сте се огледувале на одредени примери некои личности кои би сакале да бидете успешни како нив? Так, искрено мислам дека секој човек, секој лице, секој се труди да ги имплементира работите кои што си ги зацртал, се угледува кон некого и сака да биде како некого. Се разбира исто и јас. Меѓутоа, можам да кажам, за мене пример и инспирација беа промените кои што се случуваат во општеството, благодарејќи на мојот труд и имакотрпната работа. Чувството да знаете дека некому му помагат и правите промена, значи тоа е нешто што навистина ве прави среќни, навистина ве исполнува и кога ќе го погледнеме самиот момент околу себе. Значи, некогаш тоа може да значи само некому да му посакате убав ден, да се осеќате навистина убаво, затоа што убавината секогаш е во малите нешта, а ние ја имаме нашата главна улога во нашиот живот. Сега како поискусна, што сметате дека сте препуштиле почетоците на вашата кариера или нешто што можело многу по-брзо и по-агресивно да настапувате и да ги решавате одредени проблеми? Генерално на сите би им кажала дека промените почнуваат навистина од самите нас. Секоја девојка, жена треба да знае дека кариерата е важна, меѓутоа и личниот и професионалниот живот е навистина многу важен и тие навистина треба да се секогаш комплементарни. Што значи тоа? Кога вложувате премногу во професионалниот живот, треба да вложуваме подеднакво и во приватниот живот, затоа што на патот кон успехот да не успееме да се заборавиме себе си, затоа што само со добро здравје, добра благосостојба и со добар комплементарен приватен и професионален живот, значи сето тоа навистина може да биде безпрекорно и сите да сме среќни и задоволни. А вие веќе почнавте да се коригирате, ете знаеме кои се вашите професионални планови, но кои се вашите и приватни планови, овој подкаст ни дозволува и такви прашања. Секако, значи на професионално ниво си продолжувам со имплементација на успешни 3 проекти, меѓу кои што ми е еден од омилениот, константно да си работиме на женско предприемништво и да ја подобруваме улогата на жената во секој аспект и во секое поле. А на приватен план би сакала да се пофалам, тазе сум верена веќе 2 недели. Сакам да се посветам повеќе на приватниот живот, на повеќе физичка активност и во цел тој професионален успех и кариера да си дадам и многу повеќе слободно време и за себе на приватниот живот, на вереникот, на фамилијата и на пријателите. Така, вистински пример сте за оние девојки и млади жени кои сакаат да започнат собствен бизнис, да бидат сами да избираат што ќе работат. Што би им порачале ним?
Би сакала да им препорачам тоа што ми го каже еднаш директорката Валентина Дисоска. Значи, секогаш треба да бидеме упорни, секогаш треба да бидеме амбициозни, секогаш треба да бидеме гласни и гласно да ги споделуваме своите идеи. Добро е да се работи индивидуално, меѓутоа секогаш успехот е поголем кога работиме во тим. Разговарав со Валентина и кажав дека се чувствувам малку на раскрсница. Не знам на кој пат да одам и како да се насочам. Меѓутоа, гласно ја споделив својата идеја и си најдовме заедничко и конструктивно решение. Затоа би сакала да ги охрабрам сите да не се откажуваат, да бидат упорни, да следат обуки за предприемништво, за бизнис планови, затоа што можности има и во иднина ќе има уште повеќе, и се разбира да не контактираат во секое време, затоа што Националната платформа за женско предприемништво ќе биде поддршка, помош за насоки, совети, конструктивни работи кои што можат да ги научат од нас. Елена, благодарам за учеството во овој подкаст. Ви посакувам сите планови, сите идеи и на приватен и на професионален план да ги реализирате. Ви благодарам и на вас. Чест и задоволство ми беше што имавме можност да разговарам. Благодарам. Благодарам.